Исто така не чини тоа што ја узбурка македонската јавност, не чини национализмот кој што се јавува од разни страни. Не чини. Ама треба да се гледа со отворени очи и на едната и на другата страна. Дополнам, и не е фер да се надополнува дека национализмот е од една етничка група. Значи има национализам од повеќе етнички групи, зборуваме за национализам на фудбалски терени и ние како продукција Скок, како имење и презимена, како Мијалчи и Наташа, го осудуваме тоа по секоја основа. Ама ги осудувам и оние сите кои што сакаат да се прикажат дека се против национализмот, а всушност создаваат национализм. Така е. Моето јавно обраќање и јавно кажување дека јас навивам за Вардар, дека јас играв за Вардар, дека моето семејство навивало за Вардар и играло за Вардар. Тоа не значи дека јас сум националиста и ги поддржувам момчињата од групата на Комити или на било која друга навивачка група во Македонија со навреди. Не ги поддржувам, еве и јавно кажувам. У неприродните скандирања, па не ги поддржувам во генерално ги подржуваме. Во навредите на национална база не ги поддржувам. Но не ги поддржувам и оние што во Чаир кога сум одела, сум ги слушала како скандираат, зборувам пред сезона 2, не ги поддржувам ни оние во Тетово. Значи, не ги поддржувам ни оние на Билјанини извори. Ама Наташа, што беа? Значи не ги поддржувам. Да се разбереме. Лозарите од Кавадарци, кога дојдеа во Скопје, навредуваа некултурно и непристойно македонци. Значи не се работи тука за етничка основа. Која логика и по која прилика навивачка група од 99,99 етничко потекло македонско си дозволува да пцува, да навредува шајки, мајки, на обични луѓе кои поминуваат покрај нив. Ние зборуваме за тоа. Така е, ама еве ќе го кажам и ова. Тука нема мешање на баби и жаби. Зашо збориме ние сега? Точно тоа сакам да го кажам и јас. Зошто од другата етничка националност се силат дека некој е против некој на етничка основа? Не е така. Реалните луѓе се против национализмот на фудбалските терени, против вулгарно и навредливо скандирање. Никој не спомнува која навивачка група е, дека е таа против тие, ние зборуваме за сите. И Косач Кембари, Лозари, Фаланга, Комити, Сејмини, од Струмица, Војводи од Тетово, Сејмини од Кочене, се извинувам, Ајдуци од Струмица, Абри Убра од Пробишти, стара гарда Багери од Каменица, тоа се се навивачки групи кои ја добро ги знам. Нема за никого прошка ако се навива и скандира на етничка основа неоправдано. Тука нема простување. Јас еве сакам да прашам сите оние што ми се обративте на мојот Facebook профил по повод на пишаното на тема Фуркан погледни се во огледало. Да ги прашам сакам. Значи, дали знаете дека во ова наше студио, јас не знам Љупчо Марковски од Шкендија Рачиново, некој друг да го повикал во студио да зборува за Шкендија Рачиново, а тој да е условно кажано македонски медиум, не албански. Така. Јас не знам никој друг од македонските медиуми да му се јавил и да го има на програма, а разговаравме и за гостување во студио со, како се викаше тренерот? Зекирија Рамадани. Со Зекирија Рамадани. И сега што да зборувам? Тренерот на Дрита. Тренерот на Дрита. Чекаме, Неџмедин Мемеди. Неџмедин Мемеди на срце ми е. На срце ми е. А да не кажам па за шампионот на шампионите. И сега вие најдовте на продукција Скок и на YouTube канал Дургутов да им кажувате за националистички... Не, на нас да кажуваат, а работите се толку многу измешани да го затвориме случајот. Треба да се престане под ова. Апсолутна поддршка на Фудбалска федерација на Македонија, на незините тела и органи. Така е. И за минимално скандирање, грешка на делегатот, веднаш празнење на трибината, без опомена. Нема опомена. Во Тетово, во Гостивар, во Струга, во Охрид, во Битола, во Штип, во Велес, не знам каде, во Скопје на градски стадион. Веднаш празнење, не опомена. Ама да те прашам, јас не можам да ги кажам точните надпревари сега, во моментов, а ако се спремам и ќе ти ги кажам, значи откако е дојдено ова раководство на ФФМ во Фудбалска федерација и го раководи овој фудбал, јас не се сеќавам дека претходното раководство имало празнење на трибина, имало опоменување на навивачи да престанат да навиваат, имало казни. Значи Масар Омерагич и неговите луѓе во раководството го донесоа законот за казни и санкционирање, а доколку се навива... Не е закон, тоа е правилник. Правилник и да е. Абе, го имаше ли во времето на Сидини? Го немаше, јас ти кажувам дека го немаше. Па сега, како бе...
Не разбирам.